Цели вирови вода го пречекаа министерот за култура Зоран Ѓутков при денешната посета на споменикот Македониум во Крушево. Оваа тажна слика во еден од нашите најзначајни споменици, за жал се појавува со години после секој заврнат дожд. А што е уште потрагично, никој засега не презема ништо. Македониумот се претвора во базен, а посетителите од Македонија и странство се чудат како е можно да има една ваква негрижа за културното и историско богатство. Министерот најави интервентни 30.000 евра од владата за оваа година за да се спречи ваквата состојба, а од идната година треба да се започне со процесот на целосна реконструкција и конзервација на овој споменик. Во 2014 година е направен проект и почнати се големи зафати на Македониумот. Во 2017 година е поставено скеле, овде тоа можете да го видите и од фотографиите, и е почнат процесот на целосна реконструкција, но во 2017 на крајот, кога доаѓа претходната власт, го тргнува скелето и 7 години нема никаква интервенција во Македониумот, што е навистина жално, тажно и го покажува фактот на една безобзирна и неодговорна власт во последните 7 години. Во периодот кој што следува пред сезоната на поголеми дождови и снегови, ќе следува заштита на Македониумот на неговите најкритични делови од каде што течи водата внатре, а тоа се витражните стакла, чија што конструкција е уништена. Најкритичните точки каде што има протекување во објектот, има заштита во смисла на, ќе видиме според законот за заштита на културно наследство, таа привремена заштита трае од година до 2 години, зависно нормално од како ќе се одбиваат работите. Се надевам дека проектот ќе го со голема поддршка од Министерството и од Музеот од Крушево, дека ќе имаме голема поддршка за да можеме да го сработиме комплетно проектот. Бидејќи за жал Македонија не располага со стручен кадар за вакви витражни стакла, ќе треба реконструкцијата и конзервацијата да ја извршат стручни лица од странство.